Сите пари ќе ги вратат во државата, во буџетот. И ние, како една сериозна, одговорна власт, сите пари ќе ги вратиме кон вас, кон граѓаните. На 5 главни точки се темели овој план. Враќање на парите на граѓаните е една од нив. Како? Еден од начините е со враќање на 15% ДДВ од секоја фискална сметка што ќе ја добиете за се што ќе купите. Тоа што на Груевски не му е јасно, веројатно затоа што во ваквиот план за враќање на 15% има проценти назад за граѓаните, но нема проценти провизии за фамилијата. Тоа е една плата плюс за секое семејство, но вакви проценти Груевски никако не може да ги разбере. На крај памет не ми паѓаше дека во време на кампања ќе дојдам во ситуација да треба јас да му објаснувам на Груевски како функционира влада после 10 годишно негово седење во кабинетот. Наводниот економист, магистар, се чуди зошто јас тоа досега не сум го направил во Струмица. И не можам да се изначудам дека тој не знае дека таква одлука носи влада. Општините не враќаат ДДВ. Владата е таа што носи вакви одлуки и таа што може да враќа ДДВ. И ветувам, новата влада што ќе ја предводам, тоа ќе го направи за сите граѓани на Република Македонија. Ќе враќаме пари назад, назад кон граѓаните. И не само тоа, ќе има повисоки плати, ќе има просечна плата од 30.000 денари и минимална плата до 16.000 денари за сите. Груевски 10 години тврдеше дека е нереално качувањето на минималната плата. А сега, во неговото предизборно реално, ви ветува наводна минимална плата од 14.000 денари. И пак за работниците од текстилната и кожарската индустрија помалку пари. Нив ги дели, за нив немало да има. Ова е една од реалните поделби што ги прави. И ова на 11 декември ќе заврши. Завршува времето на делби во Македонија. Доста неделја, доста поделби. Македонија плаче за единство, за сплотеност, за рамноправност. Македонија плаче за иднина. Македонија плаче за живот. Ова, почитувани, ќе биде праведно и правично општество за сите. Со институции во служба на граѓаните, со силни домашни предпријатија, со успешни бизнис практики кои што ќе отварат нови работни места и ќе обезбедат иднина за младите во Македонија. Успеа во Струмица. Тоа со што Груевски не може да се помири. Градот има меѓународен сертификат за поволно деловно окружување, за најдобри практики за успешен бизнис и успешна администрација, за уникатен пристап до новите и постоечките предпријатија. Го воведовме гасот како еколошки ефтин енергенс. Знаете вие најдобро овде во Тетово што значи да се гушите во загодување. Се гушат младите во Тетово, а на 44 километри од овде, во центарот на Скопје, 1 милиарда евра историја за споменици и музеи. Се гуши Тетово, се гуши цела Македонија од криминалното владење на власта, која што еве за 17 дена конечно завршува. Завршува неговото владење. Почитувани пријатели, сето ова, се што пишува во планот за Македонија, направен заедно со вас, граѓаните, ќе го направиме наша заедничка иднина за добробит на сите во Македонија. За 17 дена ќе распука шар планина од радост за животот што доаѓа. Доаѓа ново време, доаѓа нова шанса за живот. 11 декември е вашата шанса за живот. Во бројот 4
се крие животот. Во бројот 4 на гласачките места се крие единството, се крие правдата, се крие идината, се крие слободата, се крие демократијата, се крие нашата заедничка иднина. Да гласаме за бројот 4, да гласаме за живот во Македонија. Ништо повеќе не зависи од Никола Груевски. Од вас зависи. Од вас, граѓаните, зависи. Да излеземе масовно на 11 декември и да гласаме за живот во Македонија. За живот во Македонија. Да живее Македонија!